Македонија нема да прифати да биде третирана како дел од колективното решение за проблемите на превозниците во Шенген зоната, порача министерот за транспорт Александар Николовски. Тој вели дека владата работи на билатерални договори со земјите од Шенген и најави нови преговори со Словенија. Ние го правиме нашиот максимум и целосна подршка имаат превозниците. Тоа е прашање кое што треба да го уреди Европската унија и Шенген зоната, она што ние можеме да го направиме како држава, имајќи предвид дека не сме членка на Шенген зоната, и да склучуваме билатерални договори со земјите кои што се дел од Шенген зоната. Веќе имаме такви договори со Хрватска, со Швајцарија и со Романија. Интензивно работиме со Австрија, со Унгарија и со Германија, и на тој начин ќе бидат покриени земјите каде што нашите превозници најчесто извезуваат или низ кои што најчесто транзитираат. Очекувам во тек на октомври месец да започнеме разговори и со Словенија, и на тој начин целата рута е покриена, така што тоа е нашата целосна подршка. За се останато треба Европската унија да изнеде решение. Не смееме да паднеме во замката на колективизација, дециден Николовски во однос на проблемот со престојот на македонските превозници. Она што го добив како чувство е дека една соседна држава прави притисок за таа работа пред политички причини. Нек си ги решаваат своите проблеми. Ова е индивидуален пристап кој што ние го имаме, а не колективен. Ние сме засебна, суверена, независна држава и ќе ги решаваме проблемите онака како што ние мислиме дека е најдобро, другите држави нека си ги решават како што тие мислат дека е најдобро. Не смееме да паѓаме во една замка на колективизација на проблемите. Знаете дека долго време има обид да целиот регион биде представен како едно, како Западен Балкан. Јас со тоа не се слагам. 35 години независност ја славиме за некоја недела, и враќање назад мислам дека е најлошата работа што може да ни се случи на државата. Со големи пожари се борат грчките пожарникари и населението на познатата туристичка дестинација Халкидики, Горина Касандра, Полигирос, Сивири, Фурка и други места со обем кој засега на огромни проблеми ги става сите државни институции. Оваа туристичка регија во Грција е омилена на сите балкански туристи, а меѓу нив секогаш меѓу најбројните се македонските граѓани. Сега и тие носат дел од потенцијалниот ризик од пожарот кој голта куќи, вили, хотели, уништува имоти и се пред себе. Поради ова, од Министерството за надворешни работи упатуваат апел до сите наши граѓани кои во моментот се во критичното подрачје. Министерството за надворешни работи и надворешна трговија ја следи состојбата со пожарите во Грција преку амбасадата и дипломатско-конзуларното претставништво во Солун, во координација со грчките институции. МНР ги повикува македонските државјани во погодените подрачја внимателно да ја следат состојбата и да ги почитуваат упатствата на локалните власти. За помош граѓаните може да се обратат на дежурниот телефон на МНР +3 89 75 268 736 или на мејл globalsos@mfa.gov.mk. Достапни се и дежурни телефони на конзулатот во Солун +30 694 526 8068 и +389 71 323 001. Во меѓувреме, поради неизвестната состојба, бројни одмори се прекинати, потврдени аранжмани се откажани или се заменуваат со други дестинации. Од грчка страна, лани, владата и го компензираше одморот на сите туристи кои се најдоа во опожарените подрачја. Од денеска водата во Гостивар е безбедна за пиење, соопшти на пресконференција директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојан Чангелов, шеф на главниот штаб за управување со кризи. Предходно за најновите информации поврзани со водата за пиење од Гостиварскиот водовод, седница одржа главниот штаб за управување со кризи. Од денес водата од градскиот водовод во Гостивар е безбедна за пиење. Повеќе информации ќе даде Оливер Миланов, директор на Агенцијата за храна и ветеринарство. По добиените задоволителни резултати од извршените лабораториски испитувања од страна на Институтот за јавно здравје на Република Македонија и лабораторијата при јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје, на примероците вода за пиење земени од 7 мерни места во понеделник наутро и навечер, како и во вторник наутро, Агенцијата за храна и ветеринарство ги известува жителите на Гостивар дека од денес, петок, 14.8.2026 година, водата може да се користи за пиење.
СДСМ денес поднесе кривична против полициски службеници и Манасиевски за оддавање на службени тајни, изјави генералниот секретар на партијата Александар Саша Димитриевич. Филипче и СДС не можат ни да заличат на сериозна опозиција. Очигледно, негова специјалност се само ексклузивните одбори и ширењето лаги и паника кај граѓаните. Обвинија денес од ВМРО ДПМН. ВМРО ОКГ на пресконференција објави доверливи податоци од документи од полициската станица Струмица. Документи и податоци до кои немаат право на пристап и кои се водени како службена тајна. СДСМ денеска поднесува кривична пријава до основното јавно обвинителство и до обвинителството за гонење организиран криминал. Прво, против полициски службеници во СВР Струмица за повеќе дела. Кривична пријава и против Валентин Манасиевски од ВМРО ОКГ за злоупотреба на лични податоци, бидејќи без никаков законски основ јавно презентираше и соопшти податоци од казнена евиденција преку средства за јавно информирање. СДС и актуелното раководство никако да почнат барем малку да личат како сериозна опозиција. Председателот на СДС Венко Филипче е заедно на ЕГЕ-от со својот другар Зоран Заев, но влијае на оние кои ги остави тука, односно им дава насоки за ширење на дезинформација. Овој пат дезинформациите и лагите се од огромни размери, односно создадоа паника кај граѓаните на Скопје. Со последната лага дека водата во Скопје е небезбедна, Филипче и актуелното раководство на СДС си поиграа дури и со здравјето на граѓаните. Надлежните институции веднаш реагираа, ја демантираа веста со факти, а Министерството за внатрешни работи започна истрага кој е креаторот на хаосот и паниката. Институциите се на потек за расчистување на случајот. За разлика од актуелната власт предводена од ВМРО ДПМН, која се грижи за граѓаните од секој аспект, СДС на Заев и Филипче очигледно е дека прават само штети. Прометот во индустријата во јуни во однос на мај оваа година бележи порост од 12,1%, додека во периодот јануари-јуни 2026 година во однос на периодот јануари-јуни 2025 година бележи порост од 2,3%, пресмета Државниот завод за статистика. Прометот во индустријата на домашниот пазар во јуни оваа, а во однос на јуни минатата година, бележи порост од 11%, додека во периодот јануари-јуни 2026 во однос на периодот јануари-јуни 2025 година, бележи порост од 2,9%. Најголемо влијание врз големувањето на вкупниот промет во индустријата во јуни 2026 во однос на јуни 2025 година имаат одделите производство на прехранбени производи со 8,6% и производство на метали со 23,5%. По пожарот на подрачјето на Омиш, 36 лица побарале лекарска помош во клиничката болница во Сплит, а 14 се хоспитализирани, информираа од болницата. Од хоспитализираните, 10 лица се сместени во единиците за интензивна нега, а 7 од нив се животно загрозени. За деталите за здравствената состојба на поединични пациенти, од болницата изјавија дека не може да се изнесуваат повеќе информации поради заштита на нивната приватност. Според неофицијални информации на хрватските медиуми, меѓу 10 пациенти на интензивна нега е и 17 годишна девојка. Председателот на Србија Александар Вучич изјави дека без оглед на тоа колку е голем притисокот, Србија нема да го признае Косово. Тој нагласи дека Србија ниту вовела, ниту ќе воведе санкции за Русија, ниту пак ќе влезе во НАТО. Вучич порача дека Србија нема да го признае Косово колку и да биде голем притисокот. Председателот на Србија ова им го изјави на новинарите, одговарајќи на прашањето дали можеби на Србија и се заканува некаква опасност од регионот, со оглед на тоа што Германија донираше голема сума пари за така наречените косовски безбедностни сили. Охрабрен од анкетите кои покажуваат дека неговата потенцијална партија не само што го надминува прагот од 3% потребен за влез во парламентот, туку евентуално ќе освои помеѓу 5 и 10% од гласовите. Поранешниот премиер Андони Самара се подготвува да го објави основањето на својата нова партија во септември. Индикациите укажуваат дека тој ќе стави акцент на борбата против воук агендата кон Министерката за социјална кохезија
И семејни прашања дом на Михалииду, која ја обвини дека не верува и не го промовира автентичното семејство. Другите приоритети на поранешниот премиер ќе бидат справување со нелегалната имиграција и заземањето подсврст став кон Турција. Вчерашното невреме во Штип предизвика големи оштетувања на познатата зграда Нама во центарот на Штип. Оштетени се голем дел од фасадниот, но и кровниот дел од зградата, која некогаш беше трговски символ во градот. Вчера попладне на ова место летаа делови од кровот, фасадата и прозорците, а настрада и столетното дрво кое беше неодменлив декор на зградата кај некогаш популарниот кафе објект Сквер. Силниот ветер вчера конечно ја откри и слабоста на овој објект граден пред 50 на години, бидејќи труло се покажа на сите страни. Паѓаа даски, греди, стакла и друг некогашен градежен материјал, а ризикот отворено присутен е и сега поради што итно реагираа и од општина Штип. На лице место се појавија градежни инспектори со процена за ризик од состојбата. Денес се изврши надзор, односно увид на лице место во објект на улица Ванчо Прке, познат како Нама, кој што е во собственост на повеќе инвеститори, а причината за увидот беше синоќашниот настан од временска непогода и од настанатата штета на отстранување на делови од кровот и од фасадата. Нашата цел беше да ги превентивно известиме инвеститорите и собствениците на поедините делови на објектот да вршат тековно инвестиционо одржување кое е обврска согласно одредбите од Законот за градење. Општина Штип најверојатно ќе изврши едно оградување чисто заради заштита додека не се преземат мерки за обновување на оштетените делови, а бидејќи тоа е постапка која оди согласно Законот за градење и потребен подолг временски период, ќе се направи една превентивна заштита за да може да имат инвеститорите и собствениците на деловите на посебните делови на објектот да имат време да обезбедат техничка документација. Уредно поканетите собственици во рок од 3 дена треба да се појават во општината, но прашањето е дали тие воопшто ќе се појават, дали ќе се договорат и дали воопшто ќе го направат тоа што треба да го направат, односно објектот да го обезбедат и градежно санираат. Клучното прашање е што во меѓувреме со безбедноста на граѓаните и што ако делови од зградата поради дотраеност продолжат да паѓаат. Делчево интензивно се гради и инфраструктурно се менува. Во период од помалку од една година се реализирани низазначени проекти, нови улици, асфалтирање, атмосферска и фекална канализација, водоводна инфраструктура и подпорни зидови. Да, јас и претходно имав спомнато дека месец август биде месецот во кој што ќе се случат најмногу инфраструктурни поместувања во Делчево и изградба на повеќе улици на повеќе локации. Како што знаете, претходно беа направени неколку улици во централно градско подрачје, улица Индустријска, а сега во моментот се во тек дека се завршени сите улици во населбата Пролет, а тоа беше вчера и денес. Денеска се асфалтира улицата Видо Смилевски Бату во населбата Старасленик и секако уште една улица која што во централно градско подрачје ќе биде завршена и улица во селото Звегор, која што е улица која што се случува во истото село после неколку години. Проектите, како што истакнува градоначалникот Иван Гоцевски, се конкретен резултат на континуираното инвестирање во инфраструктурата и реализација на потребите што граѓаните со години ги очекувале. Паралелно на тоа се работи на изградба на улици во населбата Сполско рекреативен центар и деновите отпочнавме една улица во населбата Стелиште, тоа е улица Петрашевска. Паралелно на тоа работиме на проектирање на повеќе улици во општината и на повеќе реконструкции на улици во општината, кои што многу наскоро ќе ги објавиме. Кревет во старечките домови во државата достигнува и до 1000 евра, но место во нив пак нема. За еден што ќе ослободи конкурираат најмалку двајца, а за прекурет се активираат силни врски и се нудат нереално високи цени. Нашиот родител е во длабока старост и практично е немоќен сам да се грижи за себе. Ние сме во странство и единствено решение е старечки дом. Место нема, а сега ангажираме лице да го негуваат дома, но тоа е делумно решение бидејќи на него помош му треба 24 часа. Ни ветија место, но за најмалку 6 месеци. Објаснува брачен пар од Штип. Овој проблем се однесува на илјадници стари лица, од кои во источниот регион се неколку стотини. Безмалку исто толку колку што се предвидени со изградбата на старечките домови во Штип, Проби, Штип и Кочани. Што е со нив и во која фаза е постапката?
Точно така дека сумите во приватните се многу поголеми од државните кои што се нависна на минимални социјални, да кажам, плаќења. Затоа и како влада, ресорно како министерство, стратегија дека треба да се градат старечки домови. Значи, таков веќе еден во Кочани е склучен договорот и пред започнување со градба. Во Кавадарци завршува постапката за јавна набавка, заврши во постапка евалуацијата на самата фирма за избор на фирмата, кој што ќе гради вториот старечки дом е во само една година започнуваме и таму. Веќе се во фаза други апликации како што е Свети Николе, како општина Крива Паланка, ги мотивиравме и Штип, меѓувреме и они да направат еден лабораторија за еден објект кој што исто така стои кај нив и може да се пренамени. Така да веќе работиме на 5 конкретни проекти кои што ќе значат државни старски домови. Сместувањето во домови е опција и за добар дел од лицата кои се во така нареченото трето животно доба. И како не се добра опција? Добра опција се. Зошто добра опција? Зашо? Кој нема да ги гледа, во кај старски дом ќе ги гледат. Да. Зошто? Па зашо сами треба да се дом. А вака тама има кој да ги чува. Имат и сестра, има доктори се има. Па сигурно се добри, дека да оде. Дека ќе оде тај. Ако има пари, сега тоа тетка имам у Скопје. 38.000, 40.000 плаќа. Она има 22-3 пензија. Синовите, сино и ќерката, делат си парите, плакат. Државните имат секоја пажња, Бога ми. Посветено. Големата побарувачка за домски живот креира и можност за добра заработувачка. Лани безмалку 10 милиони евра оставиле граѓаните во домовите за стари лица. Во Македонија во 2025 година работеле 36 установи регистрирани во дејноста социјална заштита со сместување на стари и изнемоштени лица. Тие оствариле вкупно приходи од 564,7 милиони денари, односно околу 9,18 милиони евра и добивка од 346.000 евра. Денешниот пазарен рапорт ќе го започнеме со прашањето кој што ќе го бараме од нашите соговорници, а тоа е да ни кажат како ќе препознаат дали грозието кое што се нуди на пазарните тезги е добро, односно сочно и убаво за купување. Ако е добро црвено, Бога ми ќе го купиш, или добро од белото, Бога ме големо. Ја не знам тоа. 25 години сум лозар. Пробам, ако не пробам, дека ќе знам. Треба да го пробаш, онака дека знаеш. Не знам. Не знам ја како пробав, тако купував. Ќе унедеш, ќе пробаш или ќе познава се жито и црвено, ако е зрел. Па по бојата. Па и ќе пробаме. Ќе зе. Ќе даде ќе пробаме. Вака велат нашите соговорници, но да ги слушнеме позарџиите со нивниот стручен совет како да се препознае дека грозието е зрело. Грозието кое е позрело, еве, например, во ќе го извадиме како зрно, во ќе го отстранеме. Овие се благи и спремни веќе за јадење, овие се веќе у фаза на зрење. Колку е цената? Цената е сега 60 денара. Тоа беше за и околу грозието, но сега и редовната слика, ценовна слика од тезгите на Штипскиот пазар. Патиџано 60 денара за Макдоналдс, тај си е традиционална цена. 30 денара, морково е 60, краставичката е малку изненади, а и потрошувачите 80 денара е. И пиперките, доматите, тие се иста цена како и лани и пред лани, и така да сега се 80 најубавиот пипер, 60 малку втората класа. Бостанот 15, дињата 40, тиквичките ни се доста ефтини, дури 10 денара парче. Во текот на вчерашниот ден, полицијата во Кочани и Штип и Пробиштип евидентирала повеќе случаи на семено насилство и повреди на работно место. Во Кочани, полицијата го лишила од слобода 36-годишниот СА од Кочанско село по пријава дека физички ја нападнала својата 33-годишна сопруга. Во Штипак, полицијата го лишила од слобода 40-годишниот ВН по пријава дека подолг период физички и психички ја малтретирал својата 37-годишна сопруга и ја се заканувал. При интервенцијата било утврдено дека бил под дејство на алкохол со измерени 0,69 промили. Полицијата во источниот регион евидентирала и 3 повреди на работно место. Во фабрика во Штип, 39-годишна жена од Кочани се здобила со телесна повреда и била пренесена во здравствената установа во Кочани. Повреден бил и 30-годишен работник при извршување работни задачи во рудник во селото Добрево, Пробиштипско.
Најтешки се повредите на 51 годишниот работник од Бучиште, кој при извршување работни задачи во фабрика во Пробиштип се здобил со тешки телесни повреди. Повредите биле констатирани во клиничката болница во Штип, а за случајот бил известен и трудов инспектор. Тројца мажи со брза и присебна реакција успеале да спасат девојче кое паднало од височина, откако под него растегнале кебе и го дочекале при падот. На снимката од драматичниот момент се гледа како мажите се обидуваат навреме да се позиционираат под детето. Девојчето го преживеало падот и според полицијата се здобило само со полесни модринки. Од полицијата истакнаа дека трагедијата била избегната благодарение на исклучително брзата реакција на тројцата мажи. И утре времето сончево и топло. Температурите ќе се искачат до 32 степен. Ветрот ќе достигне брзина од 7 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 32%. Температурите по градови се следните: Штип 32 степени, Карбенци и Пробиштип како Чешиново, Блешово и Кочани со по 31 степен. Температурата во Виница до 30 степен, во Македонска Каменица 29, во Делчево 28, Пехчево 25 и во Берово максимални 26 степени. Според православниот календар, утре е откривање и пренос на моштите на светиот првомаченик и архидијакон Стефан. Католиците утре го одбележуваат успението на Пресвета Богородица.